Јас до денес вредно учам, но морам да решам еден случај. Што да правам, што да бидам, кога јас ќе пораснам. Дал да носам мантил бел или униформа сино да сунцел. Дал да летам како птица или да лечам многу лица. Денес имаме 2 часа помалку. Професорката по англиски е на семинар, а плюс имаме и предчас. Затоа попатно одиме да ја видиме тета на кратко. Само да ја поздравиме. Но ја најдовме расплакана и врзана со некаква чудна, смешна марама, како од цртаните филмови. Тета, што ти е? Што си таква? Не прашувај. Не прашувај. Да не ти сте па некој. Браво, вас ви до смења, мене до плачење срам дори. Ама бе, тета, кажи едно што ти е. Зошто ти се плаче? Ме боли завод. Така, тие кога јадеш само колачи. Ба и вие јадете колачи, па вас не ве боли завод. Само мене ве боли. Значи не е до колачите. Па тогаш е до твојот зад. Ау, како да не? Што им фали на моите заби? Поправање, ете тоа им фали. Не, никако поправање, никако не може да оде. А кога ги изми последен пат забите? Утро. Синок ја заборавив да ги изми. А од кога тебе те боли забот? Од накеска. Јас мислев во сонот дека ме боли, дека санувам, ама кога се разбудив, сватив дека вистински ме боли завод. И не само завод, цела глава, мозок од ушите си да ме валеше, не умира. Знам, во некој од енциклопедиите прочитав дека забоболката е прва или втора појачина болка која човекот може да ја почувствува. Уште повеќе ме боли. Ајде извади ја таа марамата. Не можам да те гледам, изгледаш страшно. Да видам кој зад те боли? Крпа. Не давам. Ладна облога. Јас мислев дека е ова некој моден додаток. Ајде извади ја ова марамата да ставиме ладна крпа. Сакаш некој деде кога сака да закаже роден ден, да избега од мојот вратата туту папа? Тоа го сакаш? Чи да одвозам марамата да видам кој зад те боли. Ајде. Јас ги го, јас. Ајде сега отвори устата. Нека ме боли. Чекај. Леле, тета! Што? Абе, половина зап фали, ове скршене. Кога ти се скрши забот? Ани. Ани. Къхех, ай, къхе. Аре, кршев. Кршеше ръби со заби. Уште што не ќе слушнам од тебе? И замисли половина го чуваш забот скршен. Добро,
добро, ајде, ништо страшно, ќе одиме на заболека со клештата, так, ќе ти извадат. Ќе се слободиш од болката, ајде ставаме. Никаде не одам никаде. Ајде, оставете ме, оставете ме, никаде не одам. Оставете ме со мојата заболка, се напи фапче, ќе ми помине. Аман, тета, се однесуваш како мало дете. Јас не знам дека имам толку плашлива тетка. Па да, а оти до сега не си одишла на стоматолог? Што си чекала до сега за да го поправиш забот? Затоа што ме боли од вчера. Ме боли од лани. Вчерата. А ти кога последен пат појде да ги провериш забите во која состојба се? Мартин. Ало? Мартин. Часовите почнуваат, па кукујча. Леле, предчас имаме, ајде, брзо, доаѓаме. Ајде, чао. Маја, Што е, бе? ние имаме предчас. Еј, заборавивме. Ајде, стануваме да одиме. Тета, денес ние имаме само 3 часа, кои ќе се вратиме, ќе одиме заедно на заболека. Добро? Ајде, да те патим на бравчето, за да ти помине запчето. Ајде, чао. Тетка ми е едно големо, непослушно дете. Не можам да ја разберам понекогаш. Па дали со заби се кршат ореви, не само што го кршала оревот, таа го скршила и забот, па воопшто не отишла на забот. Па како може толку неодговорно да се однесува кон самата себе? Се си мислам дека ќе имаме голема борба со тетка ми, додека ја убедиме да посети стоматолог. Супер што последните 2 часа сме слободни. Порано се одиме дома, а пак времето денес е само за играње со другарите. Се договоривме за 1 час да се чекаме на игралиште, ќе играме фудбал. Прво јас и Маја да го решиме проблемот со забаволката на тетка ми, потоа јас кај другарите. Денес е толку убав ден, штета е да не се искористи најпаметно. Маја, а што велиш да му звониме на стоматологот? Сигурно тете уште ја боли забот. Ние ќе му звониме на стоматологот, ама дали ќе убедиме да дојде со нас? Па, возрастна жена е. Не знам, оти толку многу се плаши, ама стои, види тука. Што да гледам? Види она жена не ти личи на тета? Личи... Што прави таа овде сама? Да не едне некоја тајна задача. Ајде да заобиколиме да излезне од нас, да ја плашиме. Што баре тука во паркот и тоа во работно време? Дали е на некоја тајна задача? И се крие од нас, а сега ќе дознаеме. Тета, како тебе се толкава болка ти текна да одиш во парков? Да не бегаш случајно, а? Не, никако не. Дојдов во паркот тука, на воздух, има дрва, има трева зелено, има цвекиња, има... Јас мислам, од тоа ќе ми олесни малку. Не ти олесна? Не. Тета, види, ние мораме да одиме на стоматолог. А тој стоматологот може да работи без клешта? Не знам, но стоматологот не ги употребува секогаш клештите. А може јас некако нешто да направам, а да не одам стоматолог и нешто друго да направам да това ми забот? За тебе, тета, единствено решение е да одиш на стоматолог. Па зашто ние да се мислиме што му е на твојот зап сега? Па да, кога има кој да му ја мисли стоматологот. Затоа тој учел да ги лекува запите, а па некој да ги вади со клешта так. Ајде да остане, за да се разберете, вистина ми е страв, уште од мала ми е страв. Но зашто толку голем страв? Нашата забарка е многу трпелива и добра. Ајде станувай, ајде. Ајде, ќе одиме. Ајде. Не можам не. Ајде.
Дали ми верувате сега колку голема мака имаме Маја и јас со нашата тетка? Добро е што нема многу кондиција за трчање па брзо седна. Инаку цел ден ќе ја бркавме низ паркот, но на крај и болката и уморот ја совладаа. Реши да не послуша. Ќе одиме кај нашата забрка доктор Теодора. Таа е злато од човек. Леле! Се уморив, деца! Уште повеќе ме боли забора. Па видиш тета, ајде колку ќе ти олесни ако одиме на забор. Ајде. Безпотребно сега трчавме, мисло да трчаме овде може би не заболи лекар да заминиме. Ајде станувај. Ајде ќе одиме. Еј, замисли го палкото. Ајде. Ми изгоре. Добар ден, здраво деца. Здраво Фиго, здраво Маја. Како сте деца? Добри? Да. Ама некој носите со вас? Да. Добар ден, јас сум доктор Теодора. Повелете, седнете, како може да ви помогнам? Каде да се? Тука на ова столче. Тука, ајде. Ништо страшно, ајде. Само да погледнам. Нема ништо од што да се плашите. Сега сестра да ги постави сите работи што треба еден преглед да извршиме и да видиме што е проблемот со вас. Сега ќе погледнам. Маска. Само малку. Многу ве боли? Да. Од кога почна да ве боли? Од кога имате болки? Од ноќеска. На топло, на ладно, кога јавите? Во сонот почна да ме боли. Во сонот, дури во Јас сонот. мислам дека санувам, тоа вистина бил. Мартин не сме. Ало? Што веднаш дојдем? Ајде за една минута сум таму. Ајде, чао. Тета, Маја, ме вика Мартин, морам митно да одам. Заборавај дека имаме нешто работа. Вие сте во сигурни раце. Верно. Ајде, до гледање. Добро е, тетка ми седна на стоматолошки стол. Стоматологот ќе превземе работата во своји раце. Можам да ги оставам и сами. Мене ме чекаат другарите да играме фудбал. Не е толку страшно. Ова прво ќе треба да го страниме од сите меки наслаги, ќе го пломбираме и на крај ќе го затвориме. Ако не го направиме сега, ќе треба да го фрлите забот. Вака, значи ќе го изчистиме со ова машинче, ќе ви прснам сега и спрејче, исто како ке малите деца, за да не ве боли. Еве вака сега. Ајде, слободно може да плукнете тука и да исплакните со водата. Ајде. Ето така. Ајде сега малце да го поправиме. Ајде, отворете. Ете така. Толку беше. Еве, готово е. Сега може слободно да станете од жешкото столче. Како што ви ветив, значи дека нема да боли, истото и го исполни. Готово е. Благодарам, докторче. Гледа сонце. А вие мислите дека јас се плашам? Ти нешто зборуваш? Ти не си го знаеш името, че ти бе сестра. Секуртулив се. Ајде, Маја, и така ти тука да ги прегледам и твоите заби. Седни си. Докторке, може да седнам много? Може секако. Благодарам. Лечењето и поправањето на забот се одвивало брзо и лесно. Тетка ми кога свати дека повеќе болка нема, почнала и да се шегува со Маја. Браво, Маја, хигиената е од големо значење за здравјето на забите и на непцата. Значи сите наслаги кои што се наталежуваат во текот на денот, потребно е 2 пати да се четкаат забите во време трајање од 3 до 5 минути, тие се доволни за не дојде до појава на кариес. Што се однесува до четката, би било пожелно да се менува на секој 3 месеци. Четките? Да, токму така четките.
прашам нешто, докторке, запчината и сите во ред? Да, забите се прекрасни. Значи може да пролчиш ситата хигиена и понатаму. Ајде, може сега да станете, да седнете тука и да се префрлиме за сите ваши прашања во однос на мојата професија ви одговорам. Вашата професија е многу хубава и ме интересира како вие која би беше мотивацијата да станете стоматолог? Од уште како мала, како дете, сакам да бидам доктор. Белиот мантил за мене представува една хумана работа. Понатаму, кога веќе требаше да се одлучам за моето школување, понатаму средното училиште запишав во Државното средно медицинско училиште доктор Јован Калузи во Битола. Тогаш прв пат се запознав со забите и дефинитивно решив дека ќе работам оваа работа, која што од тогаш па наваму ја работам со голема љубов, посветеност и внимание, со една основна цел да им докажам на луѓето како вас кои што претходно се плашите, да им докажам дека стоматолозите и не сме толку лоши. Каде учевте на факултет и дали додека учевте таму имавте пракса како се поправаат заби? Значи факултетот го завршив во Скопје на Универзитетот Свети Кирил и Методи на стоматолошкиот факултет и нормално значи додека траја сите тие 6 годишни студии имавме во меѓувреме и пракса. А кога прв пат правивте сама зап? Првиот зап беше токму на тие студии во третата година и беше токму на мојата баба. Вашата баба? Да, мојата баба. Свој заби има? Да, и ден денес ги има. Браво, бабата, колку години има бабата? 86. Браво! Такви заби. Ки имаш и ти такви заби ако продолжиш ситата хигиена како и до сега. А моите заби? Вие сте супер. Денеска првото нешто што требаше да го направите го пребродивте вашиот страх. Понатаму од вас треба само да одите на редовни контроли кај вашиот матичен стоматолог и постои многу голема шанса да ги зачувате забите кои што ги имате моментално во устата. Да прашам, кажете ми, која е причината што се расипуваат забите? Главни причинители за појава на кариес се храната и бактериите. При храната што ја јадеме на забите се таложи една леплива продзивна наслага наречена како дентален плак. Тој дентален плак е составен од бактериите од храната што ја јадеме. Значи, бактериите се лепат од шеќерите кои што се внесуваат во организмот, потоа тие шеќери произведуваат некиселини, киселините ги нагризуваат најцврстите делови на забот, односно влекта, и тогаш доаѓа со текот на времето доаѓа до појава на кариес. А кога прв пат треба да се посети стоматолог и дали треба често да се прават контроли? Од самото раѓање па се до 6 месеци, бебето кое што се раѓа, значи е без забо. Од 6 месеци до 2 години тоа треба да ги наполни сите значи млечни заби во устата. Кога ќе се појават сите млечни заби во устата, тогаш според мене би било пожелно да биде првата посета на стоматолог, бидејќи тогаш нема присуство на болки и најпогодно е времето да се направи една посета за пријателски однос помеѓу детето и стоматологот, една доверба да се стекне пред се, бидејќи ако чекаме да дојде до појава на болка, тогаш првата посета може да створи една контраиндикација, односно детето да го чувствува како една траума и подоцна да одбива да сака да оди на стоматолог. А што тогаш со кривите заби? Кривите заби, клештата, так, Никако не сме да се фрлаат забите. Се што е наше, значи, би требало да се задржи во устата. Што се однесува до кривите заби, тогаш ги пуштаме на едно повисоко ниво, односно на ортодонт. Тогаш таму се прават и ортодонтски апаратчиња или пак за децата вас познати како мобилни и фиксни апарати. На времето имало црни пломби, така? Така. Темни, црни. И пред црните златни или во исто време биле? Оти, јас се сеќавам како мала и ми кажувале вака со златни зави и биле тие златни насмевки. Првите документарни докази за пломби се наоѓаат уште пред 9000 години, односно времето на неолитот. На археолошките наоѓалишта во Палестина најдени се првите траги на пушени заби. Тогаш се вели или пак има податоци дека порано забите се полнеле со некои благородни метали, делови од дрвца или пак делови од школки. Како што поминувало времето понатаму, во 19 век или почетокот на 19 век е појава мешавина на жива и метал, или пак, како што рековте вие, црна пломба или во народот позната како амалгам. Понатаму веќе како една соодветна замена за амалгамот, 1906 година се појавуваат така наречените бели пломби од смола, или пак за нас познати како композитни пломби. А тогаш пред 9000 години како ги миеле забите,
Дали имало тогаш четка и паста? Пастата изминала еден долг временски период од времето на пештерскиот човек па се до ден денес. Имале замена место за паста за заби како ги миеле со смола, со песок или пак со дрвени прачки. Меѓутоа првата четка уште од тој временски период била наречена како стапче за чвакање, кои што се користеле ни стапчиња од дрва и се гризеле нивните помеки делови. И така ги отстранувале меките наслаги од забите. Знаеме дека вие се грижите за забите на многу пациенти, ама кој се грижи за вашите заби? Како што имате и вие, значи, свој стоматолог или пак ме одравте мене и го пребродивте тој страв, и јас имам мој стоматолог, каде што се осеќам доста пријатно и кога ќе седнам сум без трошка страв. А може да ни раскажете некоја несекојдневна случка од факултет или од работа и дали постојат поплашливи луѓе? Интересни анекдоти кај нас и нема толку многу, сето тоа е сочинето со многу страв, треперат или пак одбиваат да дојдат на стоматолог со секоја, значи со една основна цел, како што кажав и претходно, не навремени посети или пак чекале да дојде до многу голема болка и таа голема болка после предизвикува травма. Значи еден мој совет, пред да дојде до таков степен на голема болка, да имате редовни посети на стоматолог за да не дојде до присуство на страв или пак одбивност кон вашиот стоматолог. Мајушка, ајде Злато да ја ослободиме докторката. Може би надвор има некој пациент со болка, да не купим... Ама сакам само уште ова да прашам. Како се викаат овие, да не има некои стручни називи, ова како се вика шилото? Така, значи ова не е шило, ова е ескаватор кој што служи за отстранување на сите меки наслаги во забот кои што се присутни. А ова мене ми личи на пинцета за кубење веки. Не, тоа е стоматолошка пинцета, исто така се вика, меѓутоа служи за придржување на ситни инструменти. Аха. А ова е гледалце. Да. Значи тоа е исто така стоматолошко гледалце. Значи нас ни служи за да имаме едно добро видно работно поле за тргање или пак за отстранување на образната лигавица, потоа за придржување на јазикот исто така. Ови како ова е различно од ова? Не, така. Уште ова значи остана, тоа е стоматолошка сонда, служи за инспекција на забите, ги прегледуваме со него сите површини, има 3 површини значи тука, вестибуларна, проксимална и оклузална површина на забот. И ви остана уште ова, значи ова е пластичен инструмент, тој служи за апликација на сите материјали во кавитетот на забот. Ево и ова, например, ми личи како за ногти. Вака за овите, овака да го тргне. Ајде да одиме, ајде Слава. Пријатно, докторке, фала многу. Ви благодарам. Пака, ви благодарам и на вас што бевте заинтересирани за мојата професија. Пред се ви благодарам вас што го пребродивте вашиот страх и седнавте да го поправаме забот. Еден мал совет, значи редовни посети кај вашиот матичен стоматолог и никако да не дозволите да дојде до појава на болка. Благодарам уште еднаш на вас. Многу сте добра, докторке. Благодарам, не ме боли забот, ајде да си одиме, пријатно. Пријатно. Ке заборавив нешто од тканина. Брате, си имам едно изненадување за тебе. Ние во нашата секојдневна пракса на нашите храбри пациенти им даваме по една диплома. Јасмина, ќе те молам една диплома за тканина. Повели тканина. Благодарам. Колку се изненади. Стоматолошката ординација доделува диплома за храброст на тетканина. Колку сум среќна. Секој ден четкај и со здрави заби светкај. Др. Теодора Соколовска. Така. Може, како не. Благодарам. Ништо. Ајде да си одите. Ајде, пријатно, фала многу. Стравот кон забите исчезна. Напротив, сега таа ги почитува повеќе од кога и да е. Си поразговарале, или подобро да кажем, и испрашувале мојата заварка Теодора, како да е на испит. Тетка ми и Маја денес беа пресрекни, ја задоволија својата љубопитна природа. Слушнаа многу нови работи.
Пред се научиле како се викат стоматолошките инструменти и зашто служат. Не можеа да поверуваат дека од пред 9000 години постоеле докази дека имало обид за лекување на човечки заби. А пак пред 1000 години луѓето почнале да употребуваат стапчиња, гранчиња во функција на чети за заби. И што е највозбудливо од поседата кај забарот? Тетка ми излезе од ординација со диплома за храброст, а Маја и јас сме горди на неа. Дечиња, ги ставив колачињата да се печат, еве ви оревчина што ми остана од колачињата, да касниме малце, тоа е здрава храна. А мене ми остана е овдека неколку нескршени, јас ќе ги искршам, ќе ги јадам, јадете ви од тие. Со заби ќе... Немој да си помислила да кршиш ореви со заби. Немој. Да не си ли помислила со заби, од каде се вративме сега? Заборави, каде е клештата за ореви? Немој клешто да ми спомнам. Ова се вика орево кршачко. Листа не ми спомнува и немој оди. Ова, деца мои срце, да ви признам нешто. Ако не бевте поупорни, јас се уште ќе се мачев со забот, ќе овкав од полки. Благодарам срцина мојна тета, со вас го победив стравот. Ама тета, тебе, ако не те болеше завод, па ние немаше да знаеме за оваа професија. Сега сваќам колку била добра оваа професија и важна. Еден ден јас кој ќе станам стоматолог, вашите заби ќе бидат како диаманти. Дај Боже. Еј, чекай, ми изгорја колачињата за стане. Летко, во оваа енциклопедија пишува за грижата на забите. Ето, што видим? Види, не треба да се зема топол напиток, а после него веднаш ладен или обратно. Да. Тоа е добар совет. Ти да го практикуваш тоа? Јас го практикував тоа одамна, само правев нешто пострашно, кршев се и се што со забите. Дома што си напишавме, убав ден беше овој. Тета си ги поправи забите, се запознавме со нова професија и јас се одлучив што да бидам за светот да го видам. И што одлучиш, што сакаш да видиш? Стоматолог се разбира, со гдештата так-так. Стоматолог на тета. И кога би водел дневник, вака би го опишал денешниот ден. Денес беше многу напорен и возбудлив ден, но успеавме да го искористиме најдобро што можеме. Бевме и на училиште, има време да бидам со другарите, а со мојата сестра Маја направивме голема работа. И помогнавме на нашата тетка да го избрише стравот од заболекарот, од својата глава. Сега со голема љубов зборува за стоматолозите, а јас сериозно размислувам да бидам стоматолог кога ќе порасна. Dentist. Dentist. Zahnarzt. Zahnarzt. Dentist. Dentist. Dentista. Dentista. Tabib Esnen. Tabib Esnen. Tooth. Tooth. Zahn. Zahn. Dent. Dent. Dente. Dente. Cena. Cena. Smile. Smile. Lächeln. Lächeln. Souris. Souris.
Sorriso. Sorriso. Iptissima. Iptissima. Насмевката зборува многу за нас, пред се за нашето орално здравје. Најдобар начин да ги третирате вашите заби е Colgate Maximum Cavity Protection, кој што клинички е докажано дека на два начини се бори против нашиот најголем непријател шеќерите, против создавањето на кариесот. Colgate Maximum Cavity Protection, Colgate најновата паста која што содржи флуор, е еден од најдобрите пријатели за вашите запчиња. Таа содржи флуор и калциум кој што е многу добар за обнова на емајлот или пак најцврстиот дел од вашите запчиња. И тој се бори директно со кариесот или пак шеќерите кои што ги внесувате во текот на денот. Значи забот се состои од два дела. Едниот е видлив дел кој што сите вие може да го видите на вашите огледалца и се нарекува коронка. И невидлив дел или пак корен кој што е всаден во коската на вилицата. Значи сите запчиња се четкаат во правецот на каде што никнуваат забите. Значи на горната вилица почнуваме со кружни движења под аголот 45 степени, вака. Истото, значи се враќаме назад, внатрешно и ги правиме истите чекори исто од назад кон напред. Кога ќе дојдеме до предната површина, значи тука, значи ќе ја четкаме исклучиво горе-долу. Или пак како што ви имаат учено во градинка, како што паѓа дождот и како што расте тревата. Ајде дечки да видиме сега каква беше по вкус пастата, Дамјан. На почетокот беше лута малку, ама убава. Мартин? Не, блага е. Сега запчињата ми мирисат многу убаво и можам да се вучнам кика другарка ми да му честитам за нејзиниот роденден. Зашто зајачето толку има бели заби? Зашто јас моркови. Зајачето има бели заби, зашто ја користи Colgate пастата. Јо плюс јогурт, збогатен со пробиотска култура ББ12. Јо плюс јогуртот го зајакнува имунитетот, го регулира варењето и ја збогатува цревната флора. Размислувај природно, храни се здраво. Млекара Јока. Деца, ако велат дека сте родени за насцена, а пак вие уживате во тоа, ваша желба е да бидете дел од детска емисија, реклама или спот. Забавно едукативниот центар Art and Media Studio е местото каде што ќе ги добиете основните познавања и вештини по глума, танц, новинарство, манекенство и пеење за непречена работа и ангажмани на сцена и медиуми. Малите филмаджи кои го сакаат филмот и филмската магија ќе научат како се прави филм низ пракса и активна работа на краток филм. Ќе стекнат основни познавања и сертификат од дипломирани филмски работници. Едукатори за време на летниот камп ќе бидат Јулијана Стефанова и Никола Тргачевски Кумба. Единствен предуслов за пријавување е навистина да го сакате тоа и да сте на возраст помеѓу 5 и 12 години. За филмската работилница може и до 14 години. Пријавувањата и уписите се во тек. Мејл detskiblog@yahoo.com и мобилен телефон 078 294 509.
сега да провериме колку внимателно не следевте. Да си повториме, затоа што повторувањето е мајка на знаењето. Со која професија се запознаа Кико и Маја? Стоматолог. Кој беше најголемо дете во оваа емисија? Тетка Нина. Дали тета Нина често посетува стоматолог? Не, таа има голем страв. Наброј ги деловите од заштитната опрема на стоматологот. Ракавици, маска, очила. Како се пишува стоматолог на англиски и германски? Како се вели за заби на француски и италијански? Запомневте ли како се вика стоматологот каде што беше тетка Нина? Теодора. Од пред колку години постојат докази за поправање на заби? Пред 9000 години. Старата четка за заби или стапче за џвакање се сретнува пред колку години? 1000 години. Кој ги посети децата во градинката? Зајачето Колгейт. Што ги советуваше стоматологот децата во градинката? Правилно да ги четкаат забите. Од колку чекори се состои правилното четкање на забите? 5 чекори. Ако ги знаевте одговорите и мислите дека не беше потребно повторување, браво! Одличен 5 за доброто помнење. Јас сум Марија, кога ќе порасам сакам да бидам доктор. А зашто? Сакам да ги лекувам луѓето, да му помагам. Јас сум Андре, јас кога ќе порасам сакам да бидам кошаркар. Веќе ми е најмилен спорт и тренирам кошарка. За мене најмилен играч ми е Вейт. Играм во Чикаго Булс и јас сакам да играм во тимот Чикаго Булс. Јас се викам Фросина. Кога ќе пораснам, сакам да бидам директорка. Треба многу да се учи за да бидеш директор. Јас сум Марија Ѓуровски. Јас сакам да бидам научник и да му помогвам на сите луѓе што му се проблемите. Јас треба да учам многу за да бидам научник, оти некогаш треба да биде тешко да бидеш научник, а некогаш не. Ме интересира звездите и планетите. Јас од сите научници го сакам Ајнштајн. Јас сум Наталија, сакам да бидам докторка и лекувам дете. Јас сум Андрей. Јас сакам да бидам фудбалер. Јас навивам за Меси. Ке почнам да играм, ама уште сум мал. Јас сум Симона Димовска. Многу сакам да бидам балерина и многу ги сакам гласовите на балерините од Титаник. Многу сакам да играм на музика и многу ги сакам станчината на балерините. Како се викаш? Стефан. Секој ќе возам авион. Не се плашам многу што сакам ќе возам авион. Јас се викам Лука и сакам аз да видам тркаче да се тркам со кули. Сакам Боже да возам. Талијан Бабовски. Ти сакаш да измислуваш игри? За на компјутер? Дама треба да имам за такви игри за возрастни, треба да имам малко компјутер што е со меморија. Не то така многу слаб компјутер. Майнкрафт е со компање така нешто како се маче и така нешто.
Јас се викам Михаила. И што сакаш да бидеш? Принцеза. Јас сакам да бидам принцеза, што сум љубовна. Да постарче. Јас сум Јована. Сакам да бидам докторка. Сакам да ги лекувам луѓето. Бидам добра доктор.